Татко и ќерка се потешко повредени и се здобиле субодни рани од нож во семејна расправија која денеска околу пладне се случи во прилепското село Дебреште. Според првичните информации кои ги добивме од СВР Битола, 46 годишниот Садем У утринава заминал во куќата на 80 годишниот Илмија У од Дебреште, од каде сакал најверојатно повторно да си ја земе поранешната сопруга, 39 годишната Мерсида која што го оставила пред извесен период. Тогаш дошло до голема расправија, во која Садем извадил нож и ги прободил поранешната сопруга и незиниот татко. Жителите на Дебреште за овој случај не сакаат да зборуваат пред камерите. Дел рекоа и дека воопшто немале слушнато што се случило денеска. Не, денеска ништо немам слушнато. Немам авер, излегов и преска и сега немам слушнато ништо, не знам. Во селово не се зборува ништо? Не, бре, човече. Не знам ништо, не знам. Не знам ништо, бевте вие горе. Иако најголемиот дел од жителите на селото Дебреште беа запознати со овој случај, тие не сакаат јавно да зборуваат пред камерите. Велат дека станува збор за семејна драма и за меѓусебно нерасчистени односи помеѓу двајцата сопружници, кои што ги имале веќе подлог период наназад. Одитната медицинска помош во Прилеп истакнаа дека повредените биле пречекани на половина пат од Дебреште кон градот, докаде ги донесле нивните роднини. Екипите излегоа на терен, значи две екипи во исто време. Двајцата пациенти беа пресретнати на патот, значи едниот беше пресретен некаде после Новоселани, значи тоа беше човек на 75 годишна возраст со 4 убодни рани, од кои што 2 беа абдоминални од лево, значи под лев ребрен лак. Човекот беше свесен и беше однесен на хирургија и на анестезиологија во Прилепската болница. Другата повредена беше жена, значи која беше пречекана некаде на патот од Керопотово. Таа била со една убодна рана. Напаѓачот Садему бил во бегство и по него се трага, а според информациите од општата болница во Прилеп, 80 годишниот Илмија се наоѓа во тешка состојба и најверојатно тој ќе биде транспортиран во клиничкиот центар во Скопје. Инаку на лице место увид се уште врши полицијата јавен обвинител, а повеќе информации за овој случај се очекуваат во текот на денов или утре.